Софија ги присилува македонците од Албанија да се попишат како бугари, им дале ефтини бугарски пасоши, за со нив полесно да заминат кон Европа. За таа цел формирале бугарски здруженија кои за разлика од албанците, на кои им наплаќаат по 15.000 евра за пасош, за македонците да се пишат бугари им земале по 2 до 3.000 евра. Остри реакции од македонските здруженија во Албанија по најавите дека во Мала Преспа, Голо Брдо и Гора немало македонци, туку бугарско малцинство. Единствениот македонец пратеник во албанскиот парламент Васил Стериовски за А1 он ја објаснува шемата со која бугарите вештачки сакаат да ги бугаризираат македонците. Според него бугарите сега биле лути затоа што и покрај тоа што им дали ефтини пасоши на пописот луѓето се пишале како македонци, односно само еден човек се пишал бугарин, како одмаз да сега бугарите ја успориле процедурата за вадење на нивни пасош. Откако ќе му ги земат парите на сиромашниот граѓанин, од амбасадата го оценуваат дека мора да се декларира како бугарин. Тоа ги надминува ингеренциите на една амбасада во една земја и може да се толкува како директно мешање во внатрешните работи. Ние алармиравме до властите дека Бугарија преку пописните комисии во регионите ќе прави притисоци. Сега имам нови информации дека и јавното обвинителство покренало истрага за бугарските пасоши. Покрај Стериовски реагираше и Николај Ѓурѓај, македонец од Албанија и прв човек на здруженијето Илинден од Тирана. Вели во Албанија има македонци и никогаш немало бугари. Оние кои така се декларирале, тоа го правеле за пари. Тие кои се декларираат како бугари во Голобрдо и Гора во Албанија знаат и самите дека се македонци, но тоа се лица кои поради материјални интереси сега шират антимакедонска пропаганда, а се тоа е поврзано и со севкупните состојби помеѓу Македонија и Бугарија и притисоците на Софија за бугаризирање на македонците. Ова доаѓа како претходно Хаџи Пируш и првиот човек на бугарското здружение во Албанија Просперитет кажа дека реоните во источна Албанија не биле населени со македонци, туку со бугари. Наша територија, сите патишта се... Наша територија, сите патишта се земјени патишта. Немаме ниту еден пратеник, а во општините немаме представник од нашиот народ. Од ова здружение тврдат дека во Голо Брдо и Горе е сконцентрирано бугарското малцинство, признато од парламентот во Тирана во 2017 година. Но организации блиски до Скопје тврделе дека населението во овие области е македонско. Организациите ги обвинуваат тамошните македонски организации дека го загрозуваат движењето за прашањето за поделба на општините.